Да, ова многу накусо, многу поопширно ќе дознаете доколку го проследите разговорот на Сузе низината гостинка Снежанка Лешковска. Јас така во кратки црти би сумирала светли, среќни, успешни примери на пензионери, така нешто би му дошло, да? Така, од денеска почнуваме да мотивираме, да инспирираме и да повикуваме пензионери кои што успеале во годините од нивното пензионирање да ги остварат сите своји замисли за кои никогаш немале време искра во... Снежанка, добро ни дојдовте. Ете, вие имате таа среќа да ни видите првата гостинка. Со вас ја отвораме всушност оваа рубрика. За сите ваши, знам дека сте многу активна, иако сте пензионерка, постојано сте ангажирана, имате многу хобија. За сите нив ќе зборувате со Сузе. Знам еден друг момент, нема да кажам кој, Сузе ќе каже подоцна, дека сте мајка на две многу познати ќерки. И третото што јас сакам да го прашам, еве може да послужи како вовед, колку што имам разговарано со доста пензионери, не секому му паѓа лесно тој момент кога оди во пензија. Од еден бурен, активен живот, одеднаш се има неограничено слободно време. Како вам ви падна тој преоден период, да кажеме? Па, моментот беше како шок, меѓутоа ќе се разбуди Савајле, ќе имаш 51 година и ќе отидеш во пензија и ќе рече животот продолжува, сега идеме понатака. Да, поради нефункционалност на системот, за жал, била принудена да се пензионира на 51 година. 51 година. Да. Сега ќе правам 20 години пензионерски живот, многу бурен, ја немам време многу да размислувам дека сум во пензија. Да размислувате дали сте тажна, се нема време за тоа. Па Сузе, и ова како што гледам интересен момент со одење во пензија на 51 година, иако искрено ви завидувам за тоа. Во нашава земја знаеш дека никој не ме праша. Во нашава земја се е можно, па и за жал можно е да се замине во пензија не по своја волја, се разбира, на 51 година. Официјално добре дојде за Снежанка Лешовска, наша прва дама која ќе ве инспирира вас, почитувани, да ни пријавите и да охрабрите и други пензионери и пензионерки со успешна мотивирачка пензионерска приказна, бидејќи еднаш во седмицата ќе ја имаме оваа рубрика и ќе ве представуваме и заедно вака ќе споделуваме убава енергија. Искра, да не се секираш, имаме тазе, домашни кори, тарана, имаме... Затоа сум толку љубезна и фина. Ајвар, имаме божикни, колачиња, имаме едно прекрасно цвеќе, декорации рачно изработени, се е ова сработено од рацете на нашата драга Снежанка, Снеже, Жанче, јас како што ја нарекувам. Добре ни дојдовте. Како се чувствуваме ова утро? Добро ве најдов. Многу ми е мило што ме покани, може на ти, нели? Секако. Така. Многу сум среќна што учествувам во твојата емисија, навистина. Во нашата утринска, така, во нашата утринска во која што сме само жени и сите велиме дај Боже и ние да дочекаме пензија. Ке си дочекате, ке чекате и многу убаво. Кога велиш само жени, јас морам да му се извинам на камерманот позади камера. Сузе, што имаме многу прекрасни колеги кои се од другата страна на камерите, ама оние кои што не гледаат во моментов сме само жени, ги поздравувам и колегите во режијата. Како што ни рече и нашата гостинка пред малку, немам време да размислувам. Јас навистина со години наназад се трудев и порано да ја повикам, меѓутоа ми велеше немам време, јас навистина немам време, сега сум во тоа, во вакви проекти, на такви настани и навистина е за восхит кога ќе свртам вака низ вашиот албум на Facebook и кога ќе погледнам дека вие успевате да бидете на многу новогодишни базари, на многу хуманитарни настани, да обучувате жени на дипломати, на амбасадори да прават ајвар, да прават домашни пити, колачиња, домашни гевречиња и ред други работи поврзани со нашата македонска традиција, а паралелно со тоа сте и мајка и баба на прекрасни внуци, трчате и маратони, заеднички трчавме еден скопски маратон. Токму така. Да, и уште многу други нешта, ама и одгледувате цвеќиња со многу љубов. Како изгледа еден ден, Жане? Еден ден, наутро, кога ќе се разбудам, прво мора се, заради личната карта малце ми е постара, да ги размрдам коските, затоа што ипак се годините во прашање. Потоа, пешачиме или вежбаме? Малку вежбам, по дома. По дома се вежба и се почнува.
прво да видиме денеска кој ден е, што ден и каква активност имам. Така ми започнува денот со мисла што треба денеска да направам, затоа што буквално ми е секој ден со нешто ангажиран. Односно, јас сум си го ангажирала. Сум прифатила ангажман. Благодарение на вашите керки, зетовци, семејството ја имате поддршката и ве вклучуваат и во многу активности каде што навистина се надминавте себе си. Јас имав прилика да бидам и дел од една чоколадна аукција каде што беа експонати кои беа на продажба и навистина се восхитував од целата таа умешност и точност во изработките на конкретни фигури од чоколадо. Има ли тоа некоја посебна техника? Вака, искрено речено, чоколадото ми беше најголем предизвик и тоа како онако што викаат спас, дека кога ќе се ангажираш, дали ја тоа ќе можам, а поддршката беше можеш ти, мамо. И секогаш моите керки и било кој од мене да побара нешто, можеш ти. И тоа можеш ти е тој стимул кој што те тера, стварно морам да докажам дека можам. Браво. Мислам, мораш да си докажеш на себе си дека можеш. Да. Беше сосема случајно, првата аукција што беше чоколадна, јас тогаш се вклучив не сакајки и после тоа ме заинтересира. И навистина, со неколку години тоа го правевме, јас сватив дека јас навистина сум знаела и сум можела тоа да го правам. Не сме свесни колку можеме си додека животот не поттурне, дека да ни даде ветер во грбот, дека треба да се проба. Имаме и инсерти многу слики, имаме од многу настани, од многу нешта кои ги создавате, така да кога ќе биде режијата подготвена можеме и да ги проследиме. Како реагираат жените на амбасадорите, на сите оние кои што доаѓаат од различни страни на светот, кога им се презентира македонско јадење, особено нашиот ајвар, имаме прекрасни фотографии. Еве во моментов гледаме нешто со чоколадите. Тоа беше аукцијата на новогодишната аукција. Новогодишна аукција, овде се некои стапалчиња. Тоа се стапалчиња за бебиња. Кога ќе се родат, многу сакам, овде јас многу сакам бебиња и многу сакам да им правам. Тоа се овие се лебеди, принце. Мислам има многу има работи. Како реагираат, ме праша. Реагираат многу убаво. Многу се спремни за да научат нешто. Подготвени се за нови предизвици. 3-4 пати имам правено мекици, работилница за мекици да прават. И сакаат сами они да го замесат тестото, сами да ги пржат. Ајварот е најголемиот предизвик им е ајварот. И буквално јас само им ги печам пиперките, а они све другото си го прават сами со моја нормално со мои инструкции. Еве, прекрасни креации од чоколадо, просто човек. Имам благодарение на модлиците, пошто постојат, се разбира, јас не можам тоа да го изработам без модлици. Ова се пиперки, сладко од пиперки. Сладко од пиперки прв пат од вас го слушнав ова нешто и можам само да замислам колку е вкусно. Да, многу интересно. Домашни гевречиња. Тоа е сладко од сливи, мармалад од сливи. Секоја чест навистина. Во текот на годината, секој месец има свое нешто што можеш да правиш. Сезонски во што? Сезонски, да. А највеќе од се ми е, јас кога отидов во пензија, моите керки, 2 керки, едно по друго, така некако не се договара, ама така испадна. Добив 5 внучиња на кои што треба навистина да им се посветиш, да ги малце подпораснеш, за нормално и во градинка додат, и како иде и во школо и све, ама кога ќе побараат, бабо, направи ми тоа, да биде спремен да го направиш, со голема љубов. Секоја чест навистина и тоа секогаш со насмевка на лицето. Жане, колку се дружите со пензионерите, колку сте во контакт, колку разменувате енергија, бидејќи за многумина, за жал, пензионирањето значи крај на активниот живот, но не и за вас? За мене не значи крај, а дружењето со пензионери е, например, не сум нигдека во ниедно пензионерско друштво, да речам. Меѓутоа, ако ме повикаат, јас одам да се дружам. Имам комшика со која што ретко, ама еднаш неделно можеби ќе се напиеме кафе, можеби, ако е она слободна, пошто и она чува внучиња. И така да зависи од времето. Навистина сум премногу ангажирана за да одам на некои така здруженија каде што само ќе седам.
Така. Инаку имавте можност да погледнете дел и од аукцијата и на последните фотографии забележавме едната ќерка, нашата драга Кате Катерина Златановска-Попова, која што често пати е наша гостинка, и Цеце е другата ќерка. Да. Но Кате ја знае јавноста многу повеќе поради тоа што е неуморна, многу вредна и непрестано се надминува себе си. Сертифицирана е за многу техники за личен раст и развој. Присутна и кај помладата и кај повозрасната популација, помага во разрешување на бројни проблематики со кои што не судрува животот, и Кате е една огромна поддршка за овие настани каде што вие сте активно вклучена и токму и поради тоа решивме еве да ве промовираме на јавноста. Кој е вашиот тим? Дали ова се е сработено само со вашите две раце или имате тим на други пријателки, пензионери кои што... Ова дека е сработено, освен божичните колачи, јас ги изработувам, а мојата внука Матеја многу обожава да дојде кај мене и заедно да ги цртаме, да ги декорираме. Она е редовна, она ми е редовна, а иначе вие спомнавте Катја, ќе ја спомнам Цеце, па е ангажирана со лизгачките. Она е на друга страна исто е ангажирана и работи. Таму одам само да гледам кога се надпреварот и да навивам. Браво. Погледнавме и слики од еден од скопските маратони каде што бевме и заедно присутни. Инаку и во хорот во кој што јас во последно време вака ја вложив мојата енергија Фрида, имаме и пензионерска група каде што Жане исто така активно се вклучува во тие дами сениорки кои што сакаат да го гледаат животот низ една поинаква призма, да му се радуваат и низ песна, еве сите вака некако да споделуваме убава енергија. Еве вака ќе мотивираме и други колешки пензионерки да ни се приклучат за да ја зголемиме групата на дами кои што ја сакаат музиката. Кој е најдобриот совет кој би им го дале ова утро на пензионерите кои понекогаш и безнадежно мислат дека во таа возраст во која што веќе се ближиме, можеби вие сте се уште рано до осмата деценија, но полека годините си поминуваат и луѓето за жал носат чувство на невредност, на неупотребливост, дека кога сме возрастни или стари, да не речам, јас не го сакам тој збор, никому не сме му веќе потребни. Кој е најдобриот совет кој би им го дале? Најдобриот совет е на сабајле, наутро, кога ќе се разбудиш, да се погледнеш во огледало и да речеш животот е многу убав. Многу убав и треба да се живее. Треба да му се радуваш. И ја навистина го започнувам денот со песна и си пеам по дома. И што и да си работам, јас си пеам, или ќе си уклучам телевизор, да не бидам сама, не гледам телевизија седнато, него телевизорот си работи, јас си пеам заедно со него и така денот ќе ти помине. Да. Деновите поминуваат. Секоја чест. Кажете ми само уште како ги изработувате овие шишињата, вазните, саксиите? Ова фактички, јас го започнав тоа, имаше премногу пластични шишиња од дестилирана вода, од тие работи, и кога беше во ковидот, јас морав нешто да работам, затоа што ние со над 65 бевме заробени од 12 до утредента. И бидејќи сум по природа многу темпераментна, од раѓање, мислам. И морав нешто да работам, да не седам џабе, да не седам бадијала. Џабе работи, џабе не седи. Не седи, да. Шиевте и маски во ковидот, се сеќавам, на сите ни бевте поддршка. И маски шиев, па плетев за бебиња, плетам од капчиња до каучуни, панталонки, фустанчиња, се што треба, блузи, джемпери, све, нема, тоа си го шијам. И комшиката знае да рече, што правиш, плетам, со тебе денеска не се разговара, нема, мислам. Да се вратам на овие сакси, да речеме, започнав да ги употребувам пластичните, па купив материјали разноразни што има кај нас, што може да се најде овие јутани и така натака. И едноставно тоа ме заинтересира и јас буквално ќе започнам од сабајле со тоа, до вечер сум исполнета. Секоја чест. Секоја на чест вас, ви е краток работниот ден, Искра ќе се сложиш дека со вакви агенди ни фалат пензионери кои што на вистина ќе ја покренат таа пензионерска сила, бидејќи сега нема да ја кажам една српска фраза за... Ама ќе кажеш. Ама
сепак нема да ја кажам, бидејќи не сакам да ми фати кусур некој од гледачите, а може би некој ќе се почувствува неубаво. Да. Многу ви благодарам. Многу ви благодарам. Тука сме некаде со времето, при крај сме некаде. За жал, да. Да, времето брзо ни поминува. Посакувам уште многу идеи да се изродат, на уште многу работилници да ве поканат. Благодарам. А воедно и ги поканувам да се охрабрат сите наши пензионери, посебно оние кои што мислите дека сте неупотребливи или дека сте невредни. Вие сте и текако вредни и скапоцени во нашите животи, бидејќи јас речиси и да не познавам македонско просечно семејство кое не живее со дополнение од пензијата на пензионерите во своето семејство. Така. И нека земат, ако не можат вака да работат, нека земат книга да читат. Пошто и тоа го прават. И тоа го правите, да, тоа не успеавме да го кажеме, меѓутоа книгата е секогаш добро искористено време, времето поминато со книга. Жане, многу здравје посакувам и повторно да се видиме со некои нови следни хобија со кои што ќе ги воодушевуваме. Јас сум секогаш за предизвик. Браво, браво, Спремна. секоја чест. И вас ви благодарам што ме поканивте. И животот понатака нека тече. Со насмевка и со песна. Со убавини. Так, да. Благодариме. Да, ова ја отворивме, значи, новата рубрика и ова отприлика еднаш неделно ќе го практикуваме, што значи дека не може да повториме повторно со вас, со нашата пионерка во таа рубрика. Да, со ново хоби, да, некогаш понатаму, да. Нешто друго ќе смислиме. Да.